Што има ново? Во Што има ново разговараме со Гордан Калајџиев, професор по кривична постапка и казнено право. Професоре, помина повеќе од еден месец од трагичниот пожар во дискотеката или кабарето Пулс во Кочани, кој однесе 61 човечки живот, над 200 повредени. Неодамна изјавивте дека истрагата за пожарот во Кочани е контаминирана со дневна политика и во тоа особено пречи селективноста. Што е причина за овие ваши констатации? Па не треба да се биде некаков голем експерт да се види ова, впрочем критики доваѓаат во таа насока од повеќе страни. Дури најновите, да речам, случувања практично го потврдуваат оваа теза дека власта преку Министерството за внатрешни работи и сега како јавниот обвинител, државниот како нивни слуга се обидуваат да покажат некаква голема ефикасност на две полиња. Тоа се обидуваат да постигнат резултат. Првото е да се спасат од собствената одговорност, најмалку политичка и морална, а веројатно за некои од нивните редови правна. И таа критика во смисла зошто не се обвинети луѓе што биле на функции во Министерството за финансии, за внатрешни во периодот кога се случила несреќата, не се на листата на осомничени и притворени, а се опфатени наназад, да речам, неколку генерации политичари. Во истрагата се опфатени вкупно 52 лица, 3 фирми, голем дел од нив поранешни функционери, министри за економија, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, на пазарниот и градежен инспекторат, инспектори, градоначалници. Велите, меѓу приведените, барем од она што го знаеме ние како јавност, има малку актуелни функционери. Зошто се случува ова? Па, едната причина ја кажав, на некој начин се обидуваат колку одат подлабоко и пошироко, се обидуваат да покажат ефикасност и да најдат виновници, што ќе ја задоволат јавноста. Како за конкретната одговорност, така и на втор план, поврзано со ова, околу позицијата што имаат, особено врзано со предстојните локални избори, да покажат резултати, демек на ова поле, кој што ветува борба со корупција и криминал, затоа што знаеме дека на планот на евроинтеграции и на планот на економија и некои други полиња практично немаат очигледни резултати, напротив, има закочување на многу процеси и на некој начин индиректно и на овој план се обидуваат да се спасат, што е малку чудно, затоа што тие работи не се така право пропорционални во смисла, односно они би сакале да се обратно пропорционални, демек ќе обвинеме повеќе луѓе, а ние помалку да бидеме виновни, бидејќи како копате и луѓе што се индиректно виновни за некои пропусти од минатото, и ако одите во таква ширина да покажете голема строгост во казнувањето, и во гонењето генерално, практично треба да таа строгост да примените и на вашите функционери. И тука се на кривично правен план ова се големи гимнастики, не вообичаени, секој правник тоа ќе ви каже. И во крајна линија не ветуваат резултати кои што они би сакале да ги постигнат. Бидејќи, одејќи многу широко, ќе имате проблем. Прво е сериозен проблем за кој верувам ќе се задржиме, дали е таа објективна одговорноста објективна во однос на тоа што го бара законот. Но и од аспект на покажување на ефикасност, што е нивна повеќе политичка цел отколку правна, и за која ги прават овие гимнастики, ќе биде веројатно многу спорно, бидејќи такви мега процеси на голем број со обвинети, кои што се споени практично вештачки, се спомнува
трите градоначалници заедно викаат направиле тоа и тоа. Те ништо не правиле заедно, секој во свој мандат работел. И многу тешко е ќе даде поврзаност, значи они само ги го милаат врзаност со несреќата, меѓутоа одат многу наназад и многу широко, практично надвор од она што е вообичаено или што е предвидено со казненото право. И тоа, кога ќе се процесуира случајот, ќе го разлече не извлекува поуки од постапувањето на СЈО. СЈО ја направи таа грешка. Имаше кратка временска рамка, што беше лек специјалис за СЈО, но временска рамка поставува и генерално законот со рокови за застарување и слично, колку може да трае притворот и слично. И отвори така и СЈО, отвори многу постапки, а сме видели вакви групни мегапроцеси дека практично тешко искочевме на крај, Змиско око и други од тој тип во нашата релативно блиска историја. Така што и процедурално ќе има сериозни проблеми и ефектот што они се надеваат сега дека со многу прогони ќе покажеме ефикасност, тешко ќе се постигне, а гледам многу луѓе пофалби фрлаат како еве власта се покажува, апси. Најлесно е вие да уапсите. Може да уапсите кога сакате со мали сомневања, посебно во оваа држава каде што нема сериозна критика од страна на судската власт, а и обвинителската, и каде што тие практично во овој момент се дополнително склекнати на колена, судството и обвинителството. И во тој дел целиот случај е интересен, бидејќи до сега сме немале ваков случај на толку голем притисок. Знаете дека таков притисокот почна уште без овој случај. Генерално отвори фронт владата и ВМРО против правосудните власти и обвинителството и судството. И као демек Министерство за внатрешни работи покажува ефикасност, бла-бла, а еве сега ќе видиме и во овој случај веројатно судството ќе расипе работа, судството е никако дада, значи они работат, извршната власт е супер и покажува големи резултати, меѓутоа тоа е све привид. Министерство за внатрешни работи не може да се каже дека постигнало резултат, па ни обвинителството, додека не заврши постапката. Да ве прашам, во врска со, го споменавте притисокот на јавноста, дури не се дена откако имаше притисок на јавноста за конкретната одговорност на Министерството за внатрешни работи поврзана со самиот настан, а не со издавањето на лиценцата години наназад, па дури и тие ново осомничени припадници на Министерството за внатрешни работи се товарат за дела кои што се поврзани со издавањето на лиценцата. Многу малку информации има за самиот настан и одговорноста на полицијата која што била присутна за време на избувнувањето на пожарот. Знаеме дека МВР е надлежна и за надзор на деца во локали после 24 часот. Знаеме дека е надлежно Министерството и за пиротехничките средства и експлозивните материјали кои што всушност ја предизвикаа трагедијата. Зошто истрагата не е фокусирана на овие аспекти, а се бави многу повеќе со тоа кој дал лиценца, кога дал лиценца 10 и повеќе години наназад? Која е одговорноста на лицата од МВР кои биле присутни и биле должни да го спречат нелегалниот пиротехнички настап на музичката група во нелегална дискотека, бидејќи мафта, нели, самите и министерот за внатрешни работи и премиерот со документи дека лиценцата била нелегална, во простор каде што всушност испаѓа дека нелегално присуствувале околу 650 лица и најмалку 31 дете. Значи, пропустите, актуелните пропусти се повеќе од очигледни и тука не треба ни да сте голем експерт, ниту да имате голема мака во прибирањето на тие докази. Мислам дека си прави лоша услуга. На крај, сакајќи вака да се извади на друг начин со гонење надвор од законските рамки на луѓе што може би имале пропусти, ама сигурно не се виновни директно за последицата.
тешко дека ќе можат да ја завршат таа операција на избегнување на одговорноста така успешно. Инаку, генерално малку и целата приказна се под притисок на јавноста и на политиката се поставува во суштина малку и нефер према сите овие обвинети. Не дека не треба да има одговорност, далеко од тоа, меѓутоа на сите ни е познато дека тој тип на стандарди бил на ниски гранки и се уште на ниски гранки. Ние гледаме од контролите што следеа, па и знаеме и самите во објектите кај што се движиме, кај што работиме, кај што живееме, се уште нема соодветна опрема и тоа, иако сега со сите сили се обидуваат да набават луѓето соодветна противпожарна опрема најмалку. Него знаеме дека и на овој план и на други планови ние со години назад сме живееле субстандардно, како да речам како последица на некакви системски слабости, не само организацијски, тоа се прашање и на општа култура и на правна култура. Крајна линија, дел од проблемите се и прашање на слаба економија. На сите им било познато дека тоа диско, како и многу други, биле субстандардни, како што и се субстандардни условите во школите кај што одат децата и кај што ден денеска има и глувци и слично, како што се условите субстандардни во затворите и каде не, значи во болниците. Едно одделение во болниците е реновирано и изгледа супер, друго изгледа неверојатно. Сакам да кажам дека имаме определена вина како општество и сам на некој начин, колку и да тоа изгледа сега глупо да го каже човек, е малку и нефер да најдеме сега група на луѓе кои што ќе ги врземе бар некако со овој настан и тие да ги избереме, да ги казниме за пропусти што во крајна ние сме ги правеле како општество. Значи, сосема е различно она кај што има конкретна одговорност на конкретен пропуст, умислени работи, кривично додело, впрочем и замислено како, да речам, како еден активен пристап првенствено, нели вика тој што ќе со пожар, со уништување на брани ќе предизвика активно, директно ќе проузрочи опасност за луѓето. Ова индиректно со тоа што стандардите за објектите биле субстандардни, не е смислата ни да казнената одредба и луѓето и мислам дека не може да одговараат за таа последица. Може да одговараат за пропусти ако издавале лиценции пресе коруптивно, може би на некој начин да одговараат правно, политички или морално за пропусти од друг вид, што се врзани со нивото на професионалност. Ние генерално, ја мислам, најголем проблем во државата имаме првенствено со нивото на професионалност и од таму ни доаѓаат и ниска одговорност, и правна и политичка. Што има ново? Што има ново?